Денешната проповед или тема или прашање кое ќе се обидеме да го одговориме е зошто смртта постои. Зошто смртта постои? И ќе биде базирана врз стиховите што Борен ги прочита. И ќе се обидеме да дадеме библиско објаснување или библиски одговор на ова прашање. И ќе видиме три причини зошто смртта постои. Ова ќе биде првиот дел од серијалот. Првата причина што ќе разгледаме е да се намали гревот. Втората е да се обезбеди излез или бегство од бедата. И третата ќе биде да се издигне Бог. Значи, овие три причини ќе ги разгледаме во овој први дел зошто смртта постои. И секоја од овие причини или аргументи или перспективи ќе ја видиме посебно. Ќе почнеме со вовет и ќе завршиме со заклучок и примена. И ова е навистина тешка тема. Смртта е тема која сите на засега, а многу често не ќеме да размислуваме на тоа. Но добро е да се размисли, добро е човекот да се поучи од ова страшна реалност. Да почнеме со вовет. Дали некогаш си се прашал зошто смртта постои? Зошто ова страшно и невидливо чудовиште постои? Зошто смртта носи толку голема болка и плач кај човекот? Навистина светот би бил подобро место без неа. Или дали би бил подобро место без неа? Многу често човекот не ќе да размислува на смртта и одбегнува ова реалност и незината сигурност. Но во овој почетен дел во воветот сакаме да прашаме дали смртта е случајност или не е. Дали е настан кој доаѓа и изненадувачки или одреден од Креаторот. Бог му заповедал на Адам на почетокот во Битие 2 глава 16 и 17 стих и му рекол: сигурно можеш да јадеш од секое дрво во градината, но од дрвото на познанието на доброто и злото немој да јадеш, зашто во денот кога ќе јадеш од него сигурно ќе умреш. И дрвото на доброто и лошото било поставено во близина на човекот. Впрочем, било поставено во средина на градината, а не во некој изолиран агол или скриен под некои други дрвја и растенија. Тоа било ставено пред човекот и на човекот му била издадена заповед, и тоа свечена заповед, првата заповед. Ако ја прекрши и биде непослушен, смртта ќе влезе во човекот и во светот. И жената исто така била создадена од мажот за помошник. И можеме да кажеме исто така дека ѓаволот после падот бил присутен на земјата, после падот од рајот, бил ставен на земјата и бил внатре во градината. И му било дозволено да ја опседне змијата и да зборува преку неа, да се приближи до жената, да ја лаже и да ја искушува. Човекот Адам исто така бил во близина и ова не го спречил, не ја одбранил жената, туку доброволно бил склон да го слуша ѓаволот и да вкуси од прекрасното овошје. Имаме синхронизација на повеќе елементи. Го имаме дрвото, имаме заповедта, имаме жената, имаме ѓаволот, лагата и искушението. И сите овие елементи синхронизирано или во исто време действуваат на Адам и силно го погодуваат и го влечат во погрешна насока. И гледаме дека тој
испит или ова искушение било толку силно, што првиот човек кој немал грешна природа го повлекол. И Адам паднал и го изрел забранетото овошје. Гледаме дека Адам бил непослушен на Бог и направил грев. И гревот ја генерира смртта. Значи, гревот е дефиниран како прекршување на Божиот закон, прекршување на неговото слово, на неговата заповед, и смртта доаѓа како резултат, како плод, како манифестација на гревот. И интересното е што ова можело да биде одбегнато. Адам можел да го избегне гревот и да рече не на понудата на жената. Сатаната исто така можела да биде спречена и да не биде на земјата после падот. Исто така можела да биде спречена да не ја поседува змијата, ниту па да зборува преку неа, ниту па да ја искушува и да ја лаже и да го изветопари Божиот збор. Исто така можел да биде спречен да дојде до жената. Дрвото исто така можело да биде поставено на друго место, не пред неговите очи, и да не биде толку прекрасно и посакувано. Жената исто така можела да биде поставена или создадена подоцна и да биде спречена во искушувањето на мажот. И гледаме дека сите овие елементи биле синхронизирани, ја испеале својата мелодија, на која Адам не можел да одолее и почнал да танцува на оваа смртна музика. Отровот бил замешан и Адам го испел целиот до крај. И интересната работа е што откако гревот бил извршен, откако паднале Адам и Ева во грев, тие се покриле со лисја од смокви. И лисјата од смокви се такви што се многу непријатни и чешаат. И направиле чуден избор што се покриле со вакви лисја, посебно чувствителните делови на телото. И можеби сакале преку ова чешење и немир, преку ова страдање, да ја стивнат нивната совест и да ја платат вината која почна да ги гони за овој првобитен грев. Но Бог им дал кожи од животни да тие се покријат и не ги оставил да бидат чешани од овие лисја на смокви. И гледаме дека првата физичка смрт настанува со колење на животни за да се покрие страмот и голотијата на човекот. Првата жртва е направена од страна на Бог за да се сокрие и заштити човекот. Бог можел да обезбеди нешто друго, можел да го покрие човекот со лисја од други растенија или други дрва, наместо со кожи од животни, но Бог е првиот што приложува жртва и смрт за човекот. Човекот бил осуден на смрт, а ништо освен смртта не можело да го спаси и покрие. И оваа смрт на животни била провизорна, се додека не дојде семето на жената, кое било ветено како ветување, како надеж на Адам и Ева, и дека преку неговата смрт ќе се отстрани гревот, бидејќи е невозможно крвта на животни, на бикови, кози и крави да ги отстранат гревовите. И гледаме дека во овој вовет смртта не е случајност. Смртта не е несреќа или некој изненадувачки настан. Смртта е планирана и однапред поставена да биде каква што е. И тоа било направено со причина. И сега ќе ги видиме трите причини зошто смртта постои. Првата причина е да се намали гревот. Да се намали гревот.
Гревот е неверојатно немирен и бесен. И откако ќе се запали, не може да се запре. Гревот е како пожар, кој никогаш не може да згасне. Гревот е свет на злото, универзум на пеколот. И откако ќе се стартува, никогаш не може да се повлече. Е како некоја гангрена, која постојано расте и се шири, како некој паразит кој е ненаситен. И ако јазикот на човекот, според Јаков 3 глава, од 6 до 7 стих, е полн со зло и пекол, со што е полн гревот, кој постојано расте и се распрснува и не може да стои во стагнација. Во Битие 4 глава, 7 стих, Бог му вика на Каин: гревот стои пред вратата, неговата желба е да те има и е спротивна на твојата, но ти треба да владееш над неа. Мајката на смртта е гревот, а пад смртта индиректно го намалува бројот на гревови направени на земјата. Смртта го елиминира физичкото присуство на човекот на земјата и притоа го елиминира генерацијата на неговите гревови. И во оваа главна точка или аргумент ќе видиме две перспективи, дека гревот или смртта била посочена или одредена да го намали гревот кај општо кај човекот и гревот и исто така да го намали кај верниците или кај христијаните. Значи ќе видиме две аргументи или причини за намалување на гревот. Едно општо кај човекот, а друг кај христијаните. Да видиме општо кај човекот. Значи, кога Адам сгрешил и паднал во грев, паднал во срам, во гордост, во себичност и во пренесување на вина, во самооправдување и безброј други проблеми. Станал мизерно суштество, полно со тага, пот, воздишки и плач. И Бог не му дал пристап до дрвото на животот во градината, за да тој не јаде и живее вечно во ваква мизерна состојба. Од една перспектива, фактот дека Бог го гони Адам и Ева од градината е суд, е казна за нивните гревови, дека тие треба да умрат, а да не продолжат да живеат. А од друга страна па е милост, бидејќи ако човекот продолжи да живее во ваква темна и гнасна и страшна состојба за секогаш, ќе биде ужасно. Замисли човекот да живее во ваква состојба на грев, бескрајно, да нема крај, да нема запир. Исто така Бог го намалува животниот век на човекот до 120 години максимум, заради зголемувањето на гревот. И во Битие 6 глава 3 стих Бог вика: мојот дух нема вечно да се бори со човекот, зашто тој е тело. Значи, со намалување на бројноста на деновите кај човекот, се намалува исто така бројот на гревови направени на земјата. А што помал е бројот на гревови направени на земјата, толку ќе биде и полесна казната во пеколот. Казната во пеколот или казните во пеколот се пропорционални со гревовите направени на земјата. Од една страна, скратувањето на животниот век на човекот е суд, а по друга страна е милост, бидејќи се намалува казната што ќе дојде во другиот свет. Замисли човекот како што живее, секоја своја мисла, со секој свој збор, со секој свој однос, со секое свое дело, прави гревови, прави злодела. И човекот ќе биде осуден и суден за секој злочин, за секое злодело што го има направено. Исус вика, човекот ќе даде отчет за секој непромислен збор што го имал кажан во својот живот. Ќе даде отчет за секој непромислен збор. Кај се злобните мисли, злобните зборови,
цуењата, навредите, така натака. Значи, за секое беззаконие ќе има праведна казна. И плюс човекот, како што живее, не само што греши, не, например, кога ќе направи греф, Бог одма го убива, не, Бог го остава да живее и преку ова живење човекот напластува или натрупува гревови. Со секој ден, со секоја недела, со секој месец, секоја година, човекот складира и натрупува и напластува гревови кои ќе бидат откриени на судниот ден. Ниеден грев нема да биде ставен под тепих. И што порано дојде смртта, толку побрзо и помалце ќе биде овој натрупан долг пред Бог. Смртта ќе стави крај на ова натрупување на земен грев и ќе го елиминира прогресијата на гревот. Подобро е да живееш пократко, без грев, отколку да живееш подолго со еден куп гревови. Подобро е воопшто да не живееш, отколку да живееш и да грешиш. Исус му рекол на Јуда, Синот човечки оди, како што е напишано за него, но тешко на оној човек, од кого Синот човечки ќе биде предаден. За тој човек ќе беше подобро да не се родеше. Во Марко 14 глава 21 стих. И навистина би било подобро за Јуда да умре пред да го изврши неговото предоство, а не потоа. Навистина би било подобро за Јуда смртта да го грабнела пред да го сретне Месијата. Пред да му бидат дадени моки да лекува, да прави чуда, да ги слуша учењата на Исус и на крај сето тоа да го отфрли и да го предаде принцот на мирот. Навистина подобро ќе беше за Јуда тој да умреше пред да го сретнеше Месијата. Смртта исто така дојде и ги скрати деновите на античките народи со големиот потоп. Сите беа убиени, сите беа удавени, освен 8 луѓе. Исто така смртта дојде и ги испоисече луѓето на Содом и Гомора. На аморејците, кетијците и сите тие други народи во ветената земја кои живеа пред да дојде Израел. И според проповедник 7 глава 1 стих, навистина за грешникот смртта е подобра од денот на раѓањето. И ова е првата точка. Првата точка е смртта е подобра или го елиминира генерацијата и ширењето на гревот општо кај човекот. Втората точка е намалување на гревот кај христијаните. Намалување на гревот кај христијаните. Понекогаш верниците се носат од силни искушенија и страшни внатрешни страсти кои ги водат во гревови и скандали. Тие се оддалечуваат од Господ и се заплеткуваат во страшни беззаконија и гадости. И нивните духови стенкаат и тагуваат под овој тежок јарем. Тие предизвикуваат хули на Божјото име и ги тераат другите христијани да се сопнат и даваат лош пример за другите неверници. И за да се спречи понатамошното напредување на овие гнасотии и да се спречи ширењето на ваквото однесување, смртта пристигнува да ја исправи ситуацијата. Смртта интервенира како милост од Господ да се запре ширењето на ваквите гнасотии. Смртта доаѓа да го дисциплинира христијанинот и да предизвика страв кај другите христијани, тие да не си играат со гревот. Например, во 1 Коринтијаните 11 глава, од 29 до 30 стих, апостол Павле пишува на коринтијаните
за Господовата причест. И им вика, вие правилно не ја зимате Господовата причест. Имале тие исто така многу гревови, но едно од тие гревови, каде што паѓале, е Господовата вечера или причест. И Павле им вика во овие стихови, зашто секој што јаде и пие, без да го препознае телото на Христос, јаде и пие суд за себе. Зашто многумина од вас се слаби и болни, а некои и умреле. Че во оваа коринтијанска црква имало многу гревови. Имало горделивост, себичност, поделби, неморал, земно размислување и така натака. Тие, посебно со Господовата вечер или причест, се собирале за суд, а не за благослов. И Павле извикува во Коринтијаните 11 глава 22 стих, вика да ве пофалам ли за ова? Не, нема да ве пофалам. И затоа Бог доаѓа, ги дисциплинира и ги убива тие што ја злоупотребуваат Господата вечера. Смртта доаѓа да го спречи тлењето на вакви гревови. Друг пример е во 1 Коринтијаните 5 глава, каде имаме неморал во црквата. Црквата го толерира овој неморал и оваа личност, која е опфатена од овој грев, е горделива и не се покајува за злото или за неморалот што го направила. И Павле вика им заповеда оваа личност да се отстрани од црквата, за да црквата не биде загадена, целата, бидејќи оваа личност не се покајува од својот грев. И вика во 1 Коринтијаните 5 глава, 5 стих, овој човек ќе го предадете на сатаната, надвор од црквата, за уништување на телото, да биде спасен неговиот дух во судниот или господовиот ден. Значи, отстранувањето од заедништвото на оваа личност треба да го понижи и треба да го доведе до покаяние и до промена. И ако не дојде до покаяние и до промена, тогаш ќе дојде до уништување на неговата физичка природа или смрт. Ќе дојде смртта. Тоа вика Павле. Предадете го на ѓаволот и ако не се покае, ќе умре. И смртта доаѓа да го отсече и да го поштеди од идни гревови и од идно стврдување за да тој човек не биде осуден на крајниот ден како неверник. Друг пример можеме да кажеме е со Ананија и Сафира во Дела 5 глава, каде што овие двајца лажат. И немаме причина да претпоставиме дека овие луѓе не биле верници или не биле христијани. Живееле во непријателска средина. Евреите биле против Христос, против Евангелието, имало закани. И овие луѓе, како дел од црквата, само иницијативно, никој не ги натерал, само иницијативно одлучиле да продадат имот и да го дадат, да ги дадат парите на црквата. Но, кога излажале, смртта набрзо дошла како ненадеен силен ветер и ги однела. Смртта интервенирала да го намали напредокот на вакви тајни гревови во раната црква и да ги разбуди другите христијани да не се мачат или да се обидуваат да живеат во тајни гревови. Смртта исто така дошла да го утврди авторитетот на апостолите како столбови на црквата во тогашно време и да каже на раната црква нема играње со гревот. И од овие примери гледаме дека смртта постои да го намали напредокот на гревот. Општо кај човекот и општо кај христијаните. Иако гревот ја генерира смртта, смртта го намалува ширењето на гревот. Втората причина зошто постои смртта е да обезбеди бегство или излез од мизерија.
Рековме дека гревот е од таква гнасна природа, што Бог ужасно и бескрајно го мрази и го проколнал човекот и целата креација заради него. Иако Вселената стенка под неволја и тага, обиткана во црнила и темнина, што може да каже човекот кој е роден за неволја, како што вика Јов, како што летаат искрите нагоре, и го јаде лебот на потта и на маката и не може да крене својата глава од беда. И каде човекот да се сврти, гледа отпор, гледа антагонизам. Човекот е антагонистички настроен кон другите луѓе. И ако нема некоја корист од него, брзо ќе го парчоса. Животните се антагонистично настроени кон човекот. И ако не е Бог, тие брзо ќе скокнат и ќе го изедат. Птиците, инсектите се исто така антагонистични кон човекот. Земјата е антагонистична кон човекот и раѓа трња и боцки. И е подготвена да го проголта жив, бидејќи ја користи земјата за сцена за своите гревови и земјата собира крвта на многу пролеани луѓе. Демоните се исто така антагонистични кон човекот и се подготвени да го обседнат и распарчат. Ангелите исто така се против човекот и се спремни да го испосечат со нивните остри мечеви. И најстрашно и најврвно е Бог, е зештоко гневен против човекот и неговиот суд виси како темен облак секој миг. Сегде каде што да се сврти човекот, наоѓа трња, наоѓа боцки, наоѓа мечеви, наоѓа копја. Сегде каде што да се сврти има антагонизам и отпор. Се е насочено против него поради гревот. Целата креација, целиот невидлив свет и дури Бог е против него. Е Божји непријател. Каде и да се сврти, каде и да оди, наоѓа на отпор. Да се што и да се труди и да работи, ништо не може да му даде одмор, мир и задоволство. Човекот е проклет скитник, подготвен да замине од овој свет секој момент. И затоа смртта била одредена да прекине оваа тажна состојба на човекот. Да има крај на неговите неволи, да има крај на неговите таги и воздишки, да има крај на неговата болка и солзи. И навистина луѓето, кога се во неискажлива болка, гледаат бегство во смртта. И сигурно смртта ги избавува од земните неволи. И ова е посебно точно за верниците, за христијаните. Смртта го гази глодачкиот црв на земната тага. И гледаме пример во Јов. Јов често сакаше да умре. Во Јов 6 глава од 8 до 10 стих тој вика: обременец со многуте неволи, ох да ја имав мојата молба и Бог да ја исполни мојата надеж. Да ми угоди и да ме здроби, да ја спушти својата рака и да ме отсече. И навистина смртта би го спасила Јов од болеста, од болката, од немирното превртување дење и ноќе, од непрестаната тага за своите деца и за имотот, од безмилосната сопруга, од тажните советници и пријатели кои стално го обвинуваа и од неизвестната и мрачна иднина. Навистина смртта ќе беше утеха за Јов. Во Исаја 57 глава, први стих, пишува: праведникот загинува, но никој не се грижи за тоа. Се одземаат побожни луѓе, но никој не разбира, бидејќи праведникот е одземен од неволја. И Бог ја одредил смртта
за да го одземе верникот или праведникот и да го спаси од понатамошни неволји. Да ги поштеди неговите очи од продолжена болка и да го спаси од неволјата што доаѓа на земјата. Друг пример е царот Јосија, кога слушна сета несреќа што Бог ја донесе врз Јуда и низините жители, тој се понизи пред Господ и раскина својата облека и плачеше пред него. И во втори Летописи 34 глава 28 стих Бог му вика: ете, ќе те соберам кај татковците твои и ќе бидеш собран во твојот гроб во мир и твоите очи нема да ја видат целата несреќа што ќе ја донесам врз ова место и неговите жители. Бог носи страшни, незамисливи маки на Израел и го поштедува овој праведен цар Јосија да види мизеријата што ќе дојде на Израел. Еден има напишано: смртта пристигнува и дава одмор на душата. И вика на душата: почивај од гревот, почивај од празнините, почивај од суетата, почивај од болката и маката, од разочарувањето и предавството. Почивај од неправедните луѓе, од сатаната и од демоните. Почивај од грешниот свет и од Божите дисциплини. Смртта кај верникот, кај праведникот носи славна промена од распадливост во нераспадливост. Од срам во слава, од слабост во мок и од природно распадливо гнасно тело во духовно нераспадливо и прославено тело. И без смртта оваа величествена метаморфоза никогаш нема да се случи. Без смртта праведникот никогаш нема да биде донесен од распадливост во нераспадливост, од срам во слава. И интересната работа е што дури и неверниците, и злобните, и грешниците гледаат излез во смртта, но сепак не знаат дека ги чека втората смрт. Сепак не знаат дека ги чека уште пострашни маки од овој живот. И толку е неверојатно што овие неверници кои сакаат никој освен себе си и се заљубени во ништо освен овој свет и неговите похоти и немаат никаква надеж и сигурност после гробот, сепак имаат желба смртта да ги земе и да ги прегрне. Смртта ги отсекува неверниците од нивното најдраго, ги отсекува од нивниот грев, од нивните похоти, од гнасните задоволства за кои живеат, од безбедноста и сигурноста во овој свет, ги отсекува од нивните идоли и ги остава голи и празни да си одат од овој свет. И сепак, тие посакуваат повеќе смртта отколку животот во страшни маки. И ово го гледаме во Јован, Откровение 6 глава, од 15 до 17 стих, кога во големите маки се случува следното. Пишува: тогаш земните цареви и големците и восководците и богатите и мокните и сите, робови и слободни, се сокрија во пештерите и меѓу карпите на планините. И повикаа на планините и карпите: паднете врз нас и скрите не од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето, зашто дојде големиот ден на нивниот гнев и кој може да стои. Значи, до сега видовме две причини зошто постои смртта. Смртта постои да се намали гревот, генерацијата на гревот кај човекот и општо кај верниците, бидејќи со намалување на гревот се намалува судот кој следи. И видовме дека смртта постои да обезбеди излез или бегство од бедите на човекот. Да го спаси човекот од мизеријата и антагонизмот во кој се наоѓа во овој свет. Третата причина е смртта постои да го издигне Бог. И тоа како врвниот или големиот управувач или контролер
и како големиот крал или цар. Ајде да видиме двете посебно, како големиот управувач или контролер. Никој не може да контролира смртта. Смртта доаѓа и си оди, како што сака. Остава и зема како што сака. Смртта напаѓа животни, напаѓа птици, јаде инсекти, се храни од растенија. Смртта ја отвара својата уста и голта планети, комети, звезди и црни дупки. Но најсладок и највкусен е човекот. И никој не е во состојба да и заповеда на смртта или да склучи завет или договор со неа. Ова чудовиште јаде и никогаш нема доволно. Ова чудовиште не слуша совет, ниту мудрост, ниту се враќа назад, ниту покажува милост на солзи, тагувања и молби. И кога синовите и ќерките на Јов беа толку далеко од смртта, и кога владееше мир и тишина, јадење и пиење, играње и веселби, и смеја и музика, смртта беше последното нешто што им падна на ум. Но во гозбите, играњето и веселбите, смртта неочекувано дојде, како крадец во ноќта, како бесно торнадо и претвори се во ужас и мачно стенкање. И никој не очекуваше дека смртта ќе стигне тамо, толку брзо, толку рано, толку страшно, толку неконтролирано. Јов исто така мислеше дека може да ја чува смртта на дистанца. И викаше во Јов 1 глава 5 стих: тој стануваше рано наутро и принесуваше паленици според бројот на сите, мислејќи можеби моите деца сгрешија и го проколнаа Бог во своите срца. Но се беше безуспешно. Како граблив лав, смртта скокна и ги изеде сите. Никој не можеше да го насочи, да го канализира или да го контролира ова страшно чудовиште. Нема оружје, нема лек, нема моќ, нема богатство, нема авторитет кој може да и заповеда на смртта. Смртта е неконтролирана, е надвор од земниот дофат. Човекот не можеше да замисли што неговиот грев ќе донесе на земјата. Гревот го разбуди најстрашното чудовиште и го доведе на земјата и во целата креација слободно да шета. И овој монструозен джин е како ниеден демон. Смртта може да биде на многу места во исто време и неуморно да конзумира многу множества исто време. И човекот тотално го срози од круната и врвот и климаксот на креацијата, го спушти да биде понизок од црв. Го срози човекот до правта, до самото дно. Еден има напишано: поради смртта, отворен цитат, човекот е ништо друго освен собрание на гревот, систем на корупција, синтеза на неправедност, слој на подлост, конгломерат на прашина, куп на пот, збирка на смрдеа, компилација на суета, мешавина на ветер. Човекот е ништо друго освен паднато паѓање, распаднато распаѓање, смрт на смрт, корумпирана корупција, скапан труп, одвратна гнилост. Тој наскоро ќе биде погребан и заборавен, наскоро ќе биде замолчен и покриен со земја, наскоро ќе биде проголтан од црвци, мравки и инсекти. Наскоро сиот негов метеж, турбуленција и стремеж ќе престане. Наскоро сета негова убавина и форма ќе се нарушат и ќе се претворат во прав. Затворен цитат. Смртта има толку голема моќ и грандиозност, што може целиот универзум наеднаш да го смукне и да го сруши.
и била поставена како таква, со причина, била поставена и назначена како таква, за да оној кој ја поставил да се возвиши над неа. И смртта е планирана од Бог и никој не може да ја контролира, освен тој што ја планирал. Единствениот што може да го контролира овој џин и да го скроти е врвниот и големиот контролер и управувач на сите работи, вклучувајќи и смртта. И смртта била назначена како таква, како силна, мокна, да човекот се најде безпомошен, слаб, гол и празен пред неа. Да нема што да каже пред овој џин. И големиот контролер, големиот управувач, може лесно да ја контролира и скроти. Смртта е гола и празна и безпомошна пред Господ. Господ ја ослободи смртта во време на потопот. Господ ја ослободи смртта во време на Содом и Гомора. Ја ослободи смртта во време на првородените деца во Египет, во време на Мојсија. Ја ослободи смртта врз аморејците, ханаанците, хетиците. Ја ослободи смртта во време на Израел и во неговиот бунт и за време на безброј војни, битки, природни катастрофи и болести што се појавуваат на земјата од почетокот на светот до денес. И Господ ќе ослободи смртта на крајот во големите маки, каде многу луѓе ќе умрат. Смртта е верен роб кој Бог го контролира и го праќа каде што и сака. Ова диво, ненаситно, бесно чудовиште е мирно скротено пред Бог. Тој е во апсолутна, целосна, змечувачка контрола на смртта. Смртта е покорен слуга на големиот управувач и контролер. И кој е тој што може да ја контролира смртта? Има ли некој човек на небото, на земјата и под земјата? Кого смртта го слуша и безрезервно му се покорува? Никој друг, освен Господ Исус. И таа е првата подточка. Смртта е назначена и е одредена да биде таква каква што е, неконтролирана и бесна, за да го издигне Бог, кој е над неа, и да каже, не, јас сум тој кој може да контролира и да управува смртта. Втората подточка е како големиот цар. Како големиот цар. Во Библијата, посебно во Римјаните 5 глава, 14 стих, смртта е представена како цар, кој владее со човештвото. И многумина се плашат од овој цар, според Евреите, 2 глава, 15 стих, и го следат овој цар. И кога овој цар ќе дојде во близина на некој човек и ќе му се закани и неговата сенка ќе биде видена, колку брзо луѓето се покоруваат и тивко се поклонуваат на смртта. Колку луѓе и ентитети има убиено овој цар, овој крал? Речиси безброј. Колку дрва, животни, звезди, инсекти, риби и луѓе има изедено овој цар. Овој цар, како што напоменав, не покажува милост кон никого, не склучува миротворни договори со никого, никој не починува на робство, не дава или не форсира или не добива данок од никого, ниту па издава предупредувања. Овој цар владее со земјата и со целата креација многу години. И кој е поголем и помоќен од овој цар? Никој,
освен царот на царевите и кралот на кралевите. Само смртта е верен гласник на овој цар. И гледаме елементи на царство. Например, кога Бог го создава човекот, му издава заповед, како врвен и главен законодавач. И кога човекот нема да послуша оваа заповед, следи казна. И Бог како судија издава казна. Значи го гледаме Бог како креатор, како законодавач, како судија, и не само судија, него екзекутор на таа казна. Таа казна е смрт во сите облици, духовна, вечна и смрт и физичка. И гледаме законодавство, гледаме суд и гледаме елементи на царство. И смртта е како екзекуција или казна на овој цар, кој издава закони и казни. Значи, гледаме дека царот кој управува со овој цар, тоа е смртта, е Бог. И го води и го насочува како што тој сака. Значи, во оваа точка, трета точка, видовме дека смртта го издигнува Бог како врвен управувач и контролер и како врвен цар. Сега да преминеме на заклучок. Смртта не останала без потсетници дека го држи човекот и универзумот во својот стисок. Кога човекот живее овој свој живот, кога го живее, може да кажеме, својот умирачки живот, и поточно ја живее својата смрт, смртта се појавува секој ден. За да човекот не заборави каде оди и на кого му припаѓа. Сенки и рефлекции од смртта се гледаат насекаде каде човекот може да се сврти. Дали внатре, во него или надвор, во неговата околина. Секој ден, кога човекот заспива, смртта тивко му зборува дека еден ден ќе заспие, ќе ги затвори очите и никогаш нема да се разбуди. Еден ден ќе влезе во сон од кој никогаш нема да се разбуди. Секој ден се затвора и доаѓа ноќ. После доаѓа нов ден, па ноќ, па ден и така натака. Но ноќта е потсетник на смртта дека наскоро ќе се појави смртоносна ноќ. И темна темнина, од која никогаш човекот нема да стане пред судниот ден. Значи, ноќта го потсетува човекот дека следи темнина, која е смртта. Исто така човекот, кога го гледа и го крева својот поглед во ноќта, над звездите, на небото, гледа темнина. И гледаме дека дури и смртта ја обиткала Вселената во темнина и тага. Темниот универзум го потсетува човекот на смртта. Ако нема сонце и звезди, целиот универзум е обиткан во темнина и тага. Исто така секојдневната смрт на многу луѓе кои формираат човекот дека неговата наскоро доаѓа и нема да се одолжи. И каде и човекот да се сврти, во кое село да влезе, во кој град да влезе, во која метропола да живее, има гробишта. И гробиштата го потсетуваат дека неговиот гроб се подготвува и тој наскоро ќе биде сместен во него. Значи, надворешно смртта не останала без своји потсетници. Ноќта е еден потсетник на смртта, темниот универзум е потсетник на смртта, секојдневната смрт на многу луѓе треба да го потсетат човекот дека неговата брзо доаѓа. Гробиштата, каде и да се сврти,
го подсетуваат дека таму е неговото место. Дека тој набрзо ќе биде во некој гроб. Внатрешно исто така смртта ја манифестира својата активност внатрешно во човекот на најразлични форми. Телесните болки и слабост зборуваат дека смртта е во човекот. И човекот да не се гордее и мисли дека е многу силен и дека нема што да го спречи. Болестите се верни гласници на смртта, испратени да објават дека нивниот Господар наскоро доаѓа и нема да одолжи уште повеќе. Секој ден човекот ја отвара својата уста, ги крева своите раце, ја вари храната и одбивни мириси го изненадуваат, кои му покажуваат дека смртта не е далеко. Туку е во него. Смртта е во неговата уста, во неговите екстремитети и во неговиот стомак. Значи, каде и да се сврти човекот, дали надвор или внатре во себе си, смртта има многу гласници и советници. И Бог ја одредил смртта да постои, како што кажав, поради тие трите причини кои ги видовме. А следниот пат ќе видиме повеќе причини зошто Бог ја одредил смртта да постои. И сега ќе има примена. Примена за неверници и примена за верници. Што може да примениме од смртта? Што смртта нас не учи и незиното постоење? За неверници. Наместо да одбегнуваш и игнорираш реалноста на смртта, најдобро ќе биде да се соочиш со неа. Зошто кога тогаш ќе се соочиш? Кога смртта ќе дојде, ќе ги прекине сите твои планови, сите твои желби, идеи и стремежи за се што е земно. Кога смртта ќе дојде, нема да биде важно дали си завршил факултет или не си завршил факултет. Дали имаш пари или немаш пари. Дали имаш добра работа или немаш добра работа. Дали си женет или мажен или не си женет и мажен. Каква облека имаш или немаш облека. Каква работа работиш или не работиш. Се земно ќе биде тотално неважно и нерелевантно. Тотално неважно и нерелевантно ќе биде се земно. Смртта ќе ги прекине сите твои планови, сите твои идеи, сите твои желби, сите твои стремежи и ќе те остави гол и бос да стоиш пред Бог. Се земно ќе оставиш позади тебе. Ништо нема да земеш со себе, освен твојата бедна душа. И тоа што ќе биде важно и најважно е што после. Што после? После ќе има суд, каде книгите ќе се отворат, ќе се отвори книгата на животот, ќе се отвори книгата на твојот живот, ќе се отвори книгата на Божиот закон и ќе се види таму што е напишано. Знаеш дека се за твојот живот е напишано. Нема каде да избегаш, нема каде да се скриеш, нема каде да се сокриеш во било која темнина, книгата на твојот живот ќе биде отворена. И Библијата ни вика дека ќе дојде судот. И ќе застанеш гол и бос пред овој врвен креатор кој ти дал се што имаш и ќе бидеш суден. И Библијата вика дека ако не знаеш како да се спасиш, ако не го знаеш Спасителот, ако не знаеш тој што дошол и ја змачил, ја убил смртта со својата смрт, ако не го знаеш него, ќе бидеш безмилосно фрлен во пеколот. Пеколот е втората смрт, и ако овој живот е мачен и исполнет со болка, со тага, со плач, со солзи, со агонија, со разочарувања, пеколот е милиарда пати пострашен од овој свет.
И тоа што ќе те спаси е само Спасителот. Исус, Господ Бог, кој дојде да направи пат, да отвори спасение. И ако дојдеш до Него и се предадеш до Него, ќе бидеш спасен од смртта, од вечната смрт, од втората смрт, од пеколот. Но ако не го знаеш Христос, смртта ќе дојде, ќе те земе и ќе те однесе и фрли во пеколот. Мојот повик до вас е тие што не го знаат Христос, тие што не се предале на Христос, е да дојдат до Христос и да не чекаат, зашто не знаат уште колку имаат. Денес може да е последниот ден. Денес може да е последниот ден и да ти е последната проповед што ја слушаш. Не знаеш колку време имаш. Затоа не чекај, предај се до Христос, смртта стои и ако го имаш Христос, ќе бидеш заштитен. Само Тој може да те спаси. А без Него, без Неговата крв, без Неговата смрт, без Неговото воскресение, и ако ти не дојдеш лично до Него и не се покаеш и не поверуваш, нема надеж. Нема надеж. Примената втора ќе биде за верници, за тие што го знаат Христос, што се покаяле, што веруваат во Него, што го следат. И што може да извлечеме од смртта како поука? Замисли, одиш на тековен лекарски преглед и те наоѓаат ретка болест, од која нема лек. И ти викаат, има 10 симптоми на оваа ретка болест. И ти викаш, па јас ги имам тие симптоми. Сите 10. И докторот вика, многу ми е жал, но навистина нема лек. Нема лек. Докторот вика, имаш максимум 1 година да живееш. Не повеќе. Може помалце, ама не повеќе од 1 година. И ако ти кажат дека имаш 1 година да живееш, што би направил со твојот живот? Дали нешто би сменил со твојот живот? Како христијанин, како верник. Како би го трошил твоето време, ако имаш 1 година само да живееш? Како би ги трошил ресурсите што Бог ти ги дал? Парите, имотот, колите, облеката. Што би правил со твоето тело, со твоите очи, со твоите усни, со твоите зборови? Што би правил со црквата? Што би правил со евангелизација? Што би правил со молитва? Со читање на Библијата, со твоето заедништво со Бог? Дали нешто би сменил? И реалноста е дека не знаеме која ќе ни биде последниот ден. Може да е за 50 години од сега, може да е за 30, може да е за 5 години од сега, може да е за 5 месеци од сега, може да е за 5 недели, може да е за 5 дена од сега, но може да е утре. Не знаеме. И уште пострашната реалност е дека секој човек, сите ние, сме инфицирани од најголемата болест од било која чума што може да постои. А тоа е гревот. Што би сменил во твојот живот? Поуката што смртта не учи и дека треба да бидеме мудри и треба да живееме секој ден како да ни е последен. Треба да го бараме Бог како секој ден да ни е последен, да се молиме како секој ден да ни е последен, да евангелизираме како секој ден да ни е последен, да проповедаме, да читаме Библија, да живееме за Господ, да работиме, да ги љубиме нашите блиски како секој ден да ни е последен. Не чекај да се промениш. Промени се сега, зашто не знаеш дали ќе имаш утре.
Смртта е голема работа и многу повеќе ќе ни биде добра ако повеќе размислуваме за неа. Ќе станеме помудри и ќе живееме повеќе за Господ.